Единство и институционална соработка наместо политички конструкции и инсинуации. Оваа порака доаѓа од Вреди по состанокот на централното раководство. Челните луѓе на владиниот коалициски партнер синоќа се состанале по настанот на границата со Албанија, кога пратениците Ќоку и Азизи и заменик генералниот секретар на владата Муртезани биле задржани повеќе од 1 час на Ќафасан заедно со уште едно лице. Од Вреди случајот неофицијално го оценија како дипломатски скандал, бидејќи функционерите имале дипломатски пасоши, пошто реакции стигнаа и од двете земји. На албанците во Северна Македонија, Албанија, Косово и во регионот им се потребни повеќе единство, поголема доверба и поголема заедничка одговорност. Токму затоа секој обид за шпионирање, дезинформирање, политички инсинуации или нарушување на меѓуалбанските односи е штетен, неодговорен и спротивен на интересите на албанците. Реакциите не стивнуваат ниту во соседството. Лидерот на опозицијската демократска партија на Албанија, Сали Бериша, остро го осуди задржувањето на функционерите на Вреди на граничниот премин Ќафасан, оценувајќи дека станува збор за сериозен дипломатски скандал. Бериша ги обвини премиерот на Албанија Рама и министерот за внатрешни работи Љамалари дека стојат за ова и рече дека тројцата функционери, иако патувале со дипломатски пасоши, биле третирани како терористи, а не како легитимни представници на албанците во земјава. Овој чин е сериозен удар врз добрососедството со соседната земја и представува вулгарен обид да се обвинат соседите и другите за најмоќниот граѓански младенски протест во земјата во последните 35 години. Му гарантирам на Еди Рама дека неговата казна е без спас, без враќање. Нека ги затвори границите од сите 4 страни, но албанците дефинитивно му го одсекоа патот. Од полицијата во Албанија соопштија дека функционерите на Вреди биле слободни, а придружбата била проблемот на граница. Извори од Вреди пак уште вчера неофицијално брифираа за сомнеж дека забраната за влез во Албанија на 4-тиот патник најверојатно е поради поврзаност со протестите кои се одвиваат таму против официјалните власти на државата.